Уште потешка година му предстои на македонскиот текстил. Намалените нарачки за минувањето на странските партнери во неизвестност го држат секторот кој важи за една од водечките индустрии во земјата. Поради ниските трошоци на производство, голем дел од нарачките се префрлија во Бангладеш и другите држави од далечниот исток. Ништо подобро од 2025, можеби и полошо. Затоа што текстилот ја изгуби својата конкурентска способност во однос на далечниот исток и нема европски бренд кој не замина да работи во Бангладеш или во Виетнам или во Мјанмар. Сите поголеми налоци се шијат таму, каде што имаат плати уште $150 по човек и се многу поевтини од нас. Значи, ние имаме од нив повисока продуктивност, некаде 20 дури до 30% повисока продуктивност од тие држави, но имаме 300% повисоки плати. Од Организацијата на работодавачи предлагаат како една од мерките со кои би можеле да им помогнат текстилниот сектор колку толку да го одржуваат во живот е повторно воведување на пазарот на девизи во Македонија. Евентуално некое мало решение би помогнало кога би се повторно вратил пазарот на девизи во Македонија, да ние сами си ги продаваме девизите, а не банките да ни ги земаат по некој званичен курс и банките да заработуваат со препродажба на девизите, а ние да останеме со кратки ракави. Такво решение имаше пред 10 години, 15, но не знам зошто се укина. Во Македонија во моментот се шијат исклучиво брзи и кратки испораки, нарачки на кои фабриките од далечниот исток не можат да одговорат поради оддалеченоста. Според Димитров, како последица на тоа бројот на вработени во текстилот е значително намален и околу 20.000. Само во последните 8 месеци од минатата година беа затворени околу 10 конфекции, речиси сите лоцирани во источниот дел на државата.